Ова се вестите на Телевизија Плюс. Останете со нас. Се наоѓаме пред затворот во Кшање, современ објект изграден во 2013 година, но до неудобна сослови како од 19 век. Помалку познато е дека до пред 2 години ова установа беше изложена на крајно нехумани услови, изјави Катерина Пешиќ-Бошковска, портпарол на СДСМ Куманово пред затворот Кшање. Живот за решетки без вода и без можност за посета од блиските поради непристапниот пат се само дел од проблемите со кои се соочувала установата. Затворениците не одржувале хигиена поради немањето вода, а во зимскиот период бил спречен и дотур на храна, лекови и вода. Благодарение на совесното работење и заложбите на директорот на затвор Куманово Маријан Спасовски, кој во соработка со владата, општина Куманово и со донации од општествено одговорни компании, покажува дека зборот важи. Затворот има континуирано водоснабдување и поставена е атмосферската канализација. Речиси целосно е реконструиран патот до затворот, крак на регионалниот пат Куманово Свети Николе, со проширување и поставување гребен асфалт во должина од 1300 метри. Новата слика на затворот Куманово во село Кшање е поинаква од пред 2 години, слика која ветува значително подобрени услови на ова установа и која укажува на одговорно и отчетно работење со цел воспоставување на хумани услови и европски стандарди. Заврши Пешиќ-Бошковска. Помалку познато е дека до пред 2 години ова установа беше изложена на крајно нехумани услови. Живот за решетки, без вода и без можност за посета од блиските поради непристапниот пат. Се само дел од проблемите со кои се соочувала установата. Затворениците не одржувале хигиена поради немањето вода, а во зимскиот период бил спречен и дотур на храна, лекови и вода. Ваквата слика на неквалитетно функционирање на затворот е производ на потребите за сечење ленти при било какво свечено отварање и самопромоција. Па така, поранешниот министер за транспорт и врски во 2013 година потпишува дозвола за употреба на оваа установа од јавен интерес, без основни услови за функционирање. Благодарение на совесното работење и заложбите на директорот на КПУ затвор Куманово Маријан Спасовски, кој во соработка со владата на Република Северна Македонија и општината Куманово, како и со донации од општествено одговорни компании, покажува дека зборот важи. Затворот има континуирано водоснабдување и поставена атмосферска канализација. Речиси целосно е реконструиран патот до затворот, крак на регионалниот пат Куманово Свети Николе, со проширување и поставување гребен асфалт во должина од 1 км и 300 метри. Со ова се решаваат негорливите проблеми на ова установа, а купена е и нова опрема со сопствени средства и воспоставен е нов систем за видеонадзор. Новата слика на затворот Куманово во село Кшање е поинаква од пред 2 години. Слика која ветува значително подобрени услови на ова установа и која укажува на одговорно и отчетно работење со цел воспоставување на хумани услови и европски стандарди. Кумановец со иницијали ММ завчера околу 19 часот и 10 минути физички нападнал вработен во управните служби на секторот за внатрешни работи Куманово. Како што информираат од Кумановската полиција, инцидентот се случил на шалтер за издавање патни исправи, кога ММ нападнал едно вработено лице. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Полуматурантката Бисера Ќурчинска од Куманово го напишала најубавиот есеј на тема замислувајќи го европеецот на еднината, на кој што Советот на Европа го распиша пред неколку месеци. Беа поканети сите основни училишта во земјава да учествуваат, а поводот за есејот е одбележување на 70 години од основањето на Советот на Европа. Менторка на Ќурчинска беше нејзината наставничка по македонски јазик во основното училиште Кочо Рацин од Куманово. Пропозициите беа есејот да има 1000 зборови. Видно бевме изненадени кога од Министерството за надворешни работи не контактираа за да не известа дека есејот на Бисера е избран за најдобар национален есеј.
Истиот беше преведен на англиски јазик и испратен во Страсбург, а потоа од истиот е направен и извадок мисла пасос кој ги содржи начелата на Европа, објаснува Весна Тодоровска. За Бисера ова не е прва награда за пишување. Втори места освоила на државниот надпревар по македонски јазик и литература во изминатата учебна година, Бисера и на државниот надпревар во пишување есеј во организација на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература. Кумановската полиција поднесе кривична пријава против СД 59 од село Табановце, Кумановско, поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. На 7.6.2019 година во Куманово, пријавениот на банкомат во 2 наврати употребил пронајдена платежна картичка, сопственост на ЦМ, при што неовластено подигнал парични средства во вкупна вредност од 60.000 денари. Атлетичари од атлетскиот клуб Куманово викендов ќе учествуваат на државното сениорско поединечно првенство во атлетика во Скопје. Ке се надпреваруваат повеќе членови, но очекуваме победа од Маријан Нојковски и Матеја Ефремовска, кои повеќе години наназад се дел од сениорската репрезентација. Доколку победат ќе се пласираат во сениорската репрезентација и оваа година и ќе земат учество на Европскиот куп, изјави Филип Колевски, тренер во атлетскиот клуб Куманово. Оваа година Македонската атлетска федерација ќе биде домаќин на Европскиот куп во трета лига, кој ќе се одржи на националната арена Тоше Проески во Скопје. Ние секојдневно тренираме напорно, а воедно како атлетски клуб ја помагаме и сме вклучени во организацијата на Европскиот куп, додава Колевски. Александар Петровиќ и во следната сезона ќе го предводи Куманово, а наскоро се очекуваат и првите потписи на кумановци со нови заселувања. Големи финансиски проблеми ја одбележа ланската сезона на овој тим, но Петровиќ и покрај се успеа да го внесе Куманово во Суперлигата. Како опција за тренерот во текот на летово се споменуваше и Будимир Јоловиќ, но на крајот изборот падна на Петровиќ, кој во следниот период ќе се фокусира на ангажман на нови кошаркари. Од домашните играчи кои беа носители на играта минатата сезона, Игор Пенов и Адем Мекиќ се преселија во Охрид. Кумановци се многу блиску до потпис со Петар Николиќ, кој од слободен играч по одличната сезона во дресот на Блокотехна, а се водат и преговори со Маријан Јанески, кој по 1 година во работнички би се вратил назад во Куманово. Жилба на кумановци е и Горијан Марковски, кој речи си сигурно летово ќе си замине од Фени Индустри. Најважно сепак ќе биде да се обезбеди финансиската стабилност на клубот, нешто што не достига со години наназад, поради што во последните сезони редовно сме сведоци на блокирани сметки по судски пресуди за долгови кон поранешни кошаркари. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Меѓународниот фактор останува посветен на тоа земјата да испорача резултати во борбата со корупција и организираниот криминал. Еврокомесарот Јоханес Хан по средбите со државно-политичкиот врв во земјава дециден, земјава да продолжи со реформите. Прилично сум сигурен дека во октомври ќе добиете датум за преговори со Европската Унија. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан по средбата со Заев пред новинарите кажа дека е убеден дека набрзо ќе стигнат добри вести, односно европските лидери да го исполнат ветувањето од минатата година и да дозволат земјава да ги отвори првите поглавја.
Сите барани критериуми се исполнети, а решителната борба против криминалот и корупцијата мора уште посилно и безкомпромисно да продолжи, изјави Хан. Хан во земјата дојде во текот на мега скандалот Рекет. Брисел од близу следи што се случува и очекува случајот да се реши до крај. Дополнително до октомври, власта и опозицијата едноставно мора да се договорат за законот за обвинителството, а со тоа да ги избијат и последните аргументи кај земјите кои се скептични во однос на проширувањето на Европската Унија. Сите предмети отворени од СЈО треба да се решат, а пробиените рокови не смеат да бидат алиби за некој да се спаси од правдата, категоричен е Хан. Премиерот Заев пред еврокомесарот вети дека почнатата борба со организираниот криминал ќе продолжи уште посилно. Сите физички лица и компании што сакаат да изградат фотонапонски електрани на приватно земјиште, може да аплицираат на јавниот повик што ќе го објави владата идната недела. Според вице-премиерот Кочо Андјушев, нема да има ограничувања во однос на големината на површините што треба да ги поседуваат домаќинствата. Ваквата поделба, напомена Андјушев, ќе оневозможи големите инвеститори да им конкурираат на малите. Председателот Стево Пендаровски денеска ги потпиша указите за прогласување на законот за ратификација на спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање нов граничен премин меѓу двете земји, кој ќе ги поврзува Мајдан во Република Северна Македонија и Промахој во Република Грција, и на законот за ратификација на спогодбата меѓу Република Северна Македонија и Република Грција за отворање на еден граничен премин во регионот на Преспанското езеро. Председателот Пендаровски смета дека отворањето на граничниот премин Мајдан Промахој и граничниот премин Маркова Нога Лимос меѓу Република Северна Македонија и Република Грција ќе придонесе за натамошен развој на севкупните билатерални односи меѓу двете држави, ќе придонесе за развој на прекограничната соработка и ќе ја олесни комуникацијата на населението што живее во регионот и на двата гранични премини, се наведува во соопштението од председателскиот кабинет. Власта го објави тендерот за првите 2 километри од автопатот Скопје-Блаце од граничниот премин до Клучката Блаце. Автопатот ќе има 2 ленти за возење, широки 3,5 метри и една за застанување. Една клучка кај селото Блаце и 2 кружни тека. Ке се вози со 100 км на час, финансиите за автопатот се обезбедени, објави вице-премиерот Бујар Османи и директорот на државните патишта Зоран Китанов. Надлежните се оптимисти дека изградбата ќе почне годинава. Рокот да се изградат овие 2 километри е 18 месеци. За овој дел предпријатието има обезбедено 10 милиони евра, но колку точно ќе чини ќе каже тендерот. Во меѓувреме ќе се работи на проектирање и на вториот дел од Скопје во должина од 10,5 километри. Според планираното, овој автопат треба да биде изграден до средината на 2021 година. Времето денеска во Куманово беше претежно сончево. Максималната температура се искачи до 31 степен, а минималната беше 16. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Максималната температура да достигне до 34 степени, а минималната до 17. И со информацијата за времето ги завршуваме и денешните вести. А вие, почитувани гледачи, во продолжение проследете го извештајот од Државната лотарија на Македонија. Довидување и убава и пријатна вечер.